Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во најновата Откриени тајни. И секако ве поканувам наредните 30 на минути да ги поминете заедно со мене и со мојот соговорник, доктор Жарко Костич, мотивационен говорник со кого имаме навистина интересна тема на разговор. Затоа останете на телевизија 24, за кратко ја најавуваме и започнуваме со разговорот на нашата денешна тема. Во денешната Откриени тајни зборуваме на две доста интересни теми. Секако ќе зборуваме за умот над материјата. Честопати во рамки на нашата емисија сме зборувале за умот и неговата моќ. Денеска ќе зборуваме токму за умот над материјата и секако ќе поставиме прашање и ќе побараме одговори за тоа како да го контролираме времето. Очигледно дека сите сакаме да имаме многу повеќе време, но која е тајната на тоа да се има повеќе време, секако во рамки на денешната Откриени тајни со нашиот редовен соговорник доктор Жарко Костич, мотивационен говорник. Жарко, добар ден и добре дојдовте во оваа Откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден за нашите стари гледачи. Жарко, денеска ќе зборуваме на една доста интересна тема. Сме зборувале честопати за моќта која што ја има умот. Денес ќе зборуваме за умот над материјалното и секако, низ претходните разговори на оваа тема имаме откриено колку всушност умот знае и умее да биде нашето најголемо оружје за постигнување на успех, но исто така во исто време може и негативно да се одрази врз нашиот живот, особено доколку влијае нашиот подсвесен ум, оној негативниот дел од умот кој што на негативен и неубав начин влијае врз нас во одредени ситуации кога ќе се активира. Можеме ли повторно за самиот почеток, за оние гледачи кои што можеби подоцна се имаат вклучено во рамки на емисијата Откриени тајни, да позборуваме за умот? Да, во оваа емисија ќе збориме за една тема која што мислам дека ќе биде интересна за нашите гледачи. Тоа е како да го искористиме умот, да ни помогне да го контролираме животот, да го контролираме материјалниот свет и материјалниот универзум, но го знаеме како функционира умот, што тој се состои, кој дел ни помага, кој дел ни одмага на умот, така да ќе повториме некои делови кои што се интересни денеска за нашите гледачи. Ќе кажеме дека умот, баш како и оваа камера, снима слики и дека во тие слики се снимени сите оние перцепции, односно сензации кои што ги чувствуваме во овој момент. Климата, допирот на столовите, мирисот во околината, звуците кои што се слушаат во моментот. Така да сето тоа остава трага во нашиот ум, поради тоа што умот нема копче за прекинување, нема стоп копче, туку постојано снима слики, но можеме ние фактички да го контролираме умот и да го вратиме назад. Значи умот се состои од слики, тоа е композит од слики, збир на слики, на сите искуства кои што ни се имаат случајно во нашиот живот. Рековме во една емисија дека можеби умот и снима од време на плодот, од самиот зачеток додека бебето е во утробата на мајката и се понадврму. Но има моменти кога имаме физичка болка и болна емоција. Во тие моменти свесноста се губи, затоа што имаме свесен дел од умот, така тоа е свесноста која што ние користиме да разрешуваме проблеми, да ја восприемаме околината, да сваќаме што се случува, да размислуваме со таа свест. Но во дадени моменти кога нешто ќе ни се случи, например, ќе добиеме физичка болка, сецкаме нешто, ќе си удриме прстот, тогаш видно иманието не е раштркано на околината, туку се наоѓа на тој еден мал дел од нашиот прст кој што не боли. Ќе видиме дека сме сконцентрирани таму, но умот не прекинува да снима слики. Тоа редуцирање на свесноста, тоа намалување на свесноста резултира во тоа да подсвеста почнува да ги презема тие снимање на слики заедно со болката, заедно со можеби мирисот на сето тоа кое што сме го сецкале, звукот на телевизорот, можеби кој што бил во околината, гласовите на околината, сето тоа е снимено во нашата подсвест и тие записи остануваат како траги таму. Така да умот не може да прекине да снима слики, во моментот кој имаме физичка болка, можеме целосно да се онесвестиме, или кога имаме болна емоција, исто така знаеме да изгубиме дел од свесноста, но свесноста е таа која што ни помага. Имаме свесен дел од умот, имаме подсвесен дел од умот, зборуваме за подсвеста, рековме дека тие болни искуства крадат дел од нас, но сето тоа прави еден запис, траен запис во нашиот живот кој што влијае некојаш негативно на нас, поради тоа што како умот знае да влијае, дека ако некојаш во околината имаме нешто кое што е слично на нешто кое што е снимено во таа подсвест, можеби некој звук ќе не надразни, или сме се карале со некого и нареден пат ќе слушаме звукот на гласот на тој човек, може да се реактивираат тие негативни искуства, тие болки, тие трауми. Знае нешто од околината да ги реактивира и заради тоа некој
некоја околина знае да не направи да се чувствуваме неубаво. Често ќе видите луѓето ќе отидат на доктор, ќе помирисат самиот мирис на болница и тој мирис предизвикува негативна реакција или забрзано чукање на срцето. Едноставно знае околината, некоја дразба, некој мирис, некоја сензација, некоја перцепција да ни реактивира, да ни активира некои негативни болни искуства кои што не можеме да ги контролираме. Во претходната емисија впрочем изборавме за дел од тоа како да ја контролираме мислата. Во оваа емисија нема да навлеземе во тоа, само ќе го објасниме умот. Рековме дека имаме свесен дел од умот, тој дел од умот кој што ние го контролираме. И фактички ние можеме да контролираме што саѓа може да се вреже во тој ум. Секоја одлука што ќе ја донесеме, секој искуство ново што ќе го превземеме, се снима во нашиот ум. Така да, кога сме храбри, кога сакаме да направиме некои убави моменти во нашиот живот, кога постигнуваме успеси, кога ги остваруваме целите, кога постигнуваме вредни работи на кои што сме горди во нашиот живот, и тие остануваат во нашиот ум. Така да е многу битно и за тоа избориме во нашите емисии колку е битно да се постигнуваат тие цели, колку е битно да се остваруваат работите кои што сме ги зацртале, поради тоа што на крајот едноставно е убаво да направиме рекапитулација и потсеќање на тие убави моменти, на тие убави остварувања, затоа што тоа пак од друга страна ни ја враќа среќата. Некогаш сме биле можеби на некоја свадба или некој убаво искуство се имали, потсеќајќи се на тоа искуство, на некој пријатен одмор, самото тоа ни ги враќа пак позитивните емоции кои што се наоѓаат во тие слики. Така да постигнување на успеси, креирање на убави моменти, сето тоа е дел од нешто врз кое што ние имаме контрола и можеме да го креираме, така да сето тоа можеме да направиме, имаме контрола да биде дел од нас, да биде дел од нашата меморија и воиднено да го користиме, едноставно да ни помогне да се присетиме на него за да можеме да се чувствуваме пријатни, да можеме да се чувствуваме убаво. Ја споменавте подсвеста. Зошто Жарко подсвеста ги генерализира работите и едноставно на таков начин гледа кон нештата на светот? Некогаш ќе ни се случи нешто и имаме тенденција да речеме веќе, како пример да дам од секојдневието, можеби имало некој дечко кој што е разочаран од некоја девојка и може да донесе заклучок дека сите девојки се исти. Таа подсвест има тенденција да каже сите луѓе се исти, или некој ќе не разочара. Имаме тенденција да генерализираме и веќе да не веруваме на никого, но тоа не е добро, поради тоа што гледате секој нареден момент е различен. Подсвест има тенденција да ги генерализира во наводници, сакајќи да не заштити од наредно болно искуство, не размислувајќи. Гледате, подсвеста реагира врз нас, таа не размислува. Ние размислуваме со помош на свеста, со помош на нашиот свесен дел од умот. Подсвеста едноставно само реагира. Ние реагираме во дадени моменти. Колку пати ќе имаме ситуација, некој нешто ќе ни каже, еднаш ќе изреагираме, ќе избувнеме, ќе се издереме, ќе се изнавикаме, ќе кажеме еден куп работи, на крај кога ќе се смириме, ќе видиме дека можеби не сме ги мислеле тие работи кои што сме ги рекле, но во тој момент не можеме да одолееме на тој наплив на негативни емоции кои што ни диктираат дури некогаш што да кажеме. Некогаш сме како грамофонска лента, кажуваме работи кои што ги кажуваме секогаш кога сме во афектна состојба, кога сме нервозни, кога сме лути или кога сме тажни. Едноставно реагираме на начин кој што можеби го користиме честопати, кој што можеби е добро познат. Едноставно луѓето и може да предвидат што ќе кажеме во дадени моменти, поради тоа што едноставно не можеме тоа да го контролираме. Но подсвеста на некој начин, гледате, еволуциски, како што се развивале, како што сме се развиле ние, но ако видиме таа подсвест кај пониските нивоа на живот, можеби кај кучињата, но кучињата немаат таков свесен дел од умот развиено како што го имаме ние. Можеби кучето, таа подсвест му е важна за да избега од дадени негативни неубави искуства. Ке се наведнете да се врзете чевелот, можеби кучето мисли дека сака да земете камен, поради тоа што претходно било удрено кога некој се наведнал и почнува да бега, но тоа не значи дека во истиот момент јас се наведнувам да земам камен. Гледате, тоа е генерализирање на работите. Како евалуираме тој свесен дел од умот си на толку многу развиено да свесноста знае да не заштити од многу негативни ситуации. Некогаш можеби во самата таа подсвест имаме толку многу болка складирано, што забот постојано не боли. Свесноста ни знае да ни каже, окей, треба да одиме на стоматолог, треба да одиме на заболекар, за да го средиме тој проблем. Но тој страв, таа болка, тоа непријатно искуство кое што е дел од нас, на некој начин не спречува да ги соочиме
работите и препреките кои што треба да ги соочиме. Збориме честопати за животот како игра, збориме дека некогаш во животот имаме загуби. Тие загуби исто така се складирани таму. Ке тргнеме да ги надминеме препреките, сакаме да отидеме на ново работно место. Може сакаме да оствариме нови релации, можеме сакаме да запознаеме нова девојка или девојка сака да запознае нов дечко. И таа подсвест ако има такви негативни искуства, значи да знае да се реактивира и сака да го врати човекот назад, пак у наводници ќе кажам, да го спречи од ново болно искуство, но не значи дека ќе добиеме болно искуство. Лете, тоа е убавината на животот и затоа велам дека честопати многу од препреките се наоѓаат директно во нас, не во самата околина. Туку едноставно ние треба да се избориме со самите нас, со самите наши негативни искуства, да сватиме дека во животот има позитивни и негативни искуства и не значи дека негативното искуство може и ќе ни се повтори повторно. Треба да научиме секако од оние работи од кои што сме ни се десиле, но не треба да ги генерализираме, не треба да мислиме дека истото тоа сепак може да се случи во иднината, затоа што можеби и не, колку пати ќе пропуштиме шанси во животот само поради тоа што нешто не спречува и ни кажува дека можеби ќе настане уште една травма или можеби ќе се деси уште нешто негативно искуство, така да тоа не е вистина. Треба да учиме од тоа, но не треба да го загубиме еланот, да бидеме волни, да искусиме нешто ново, едноставно да се впуштиме во авантурата на животот. Подсвеста и болните искуства едноставно сакаат да не вратат од тоа животот да го гледаме како авантура и да бидеме волни да искусуваме нови и убави работи. Зборуваме дека умот е над материјата и дека ние како битија всушност можеме да ја контролираме материјата, односно да го контролираме универзумот. Колку жарко има вистина во сето тоа? Да. Во оваа емисија накусо објаснивме за умот, има многу што повеќе се каже на оваа тема, но насловот на емисијата е умот на материјата и сакам да кажам дека не само што значи имаме дел од умот кој што влие врз нас, таа некојаш негативна посвест која што е многу тешко да ја контролираме, но дефинитивно можеме да контролираме сликите и искуствата од нашето минато за да донесуваме различни одлуки поврзани со животот и со живеењето. Кога збориме дека умот е над материјата, сакам да го кажам следново, дека ние сме причинители во животот. Причина значи дека од тебе потекнува нешто. Единствената причина која што постои сме самите ние. Нашата свесност, нашата волност да искусиме да преземеме некакви чекори за да постигнеме нешто. Секој од нас е тука за да креира некаков ефект. Секој од нас сака да искреира ефект. Тоа е нешто кое што е многу важно за секој човек. Без разлика дали е цвеќе кое што ќе се однесе на сопругата, без разлика дали е добра емисија која што се надеваме дека ние ја креираме и оставаме позитивни ефекти кај нашите гледачи, секој еден сака да искреира ефекти. Колку е повисоко со емоциите, толку поубави ефекти човекот сака да креира. Така да кога креираме ефект, ние сме причина. Она што го оставаме, кое што е креацијата, односно резултатот што го постигнуваме е некаков ефект. Имаме тоа што значи? Тоа значи дека имаме можеби среќна сопруга или имаме, не знам, шеф кој што е задоволен од нашата работа, од искреираното нешто. Ете причината, а тоа сме ние, секогаш знае да креира ефекти. Во текот на животот не секогаш сме причина. Колку повеќе ги имаме тие трауми, болни искуства, тоа значи да не спушти со емоциите. Ќе збориме секогаш за таа тонска скала на емоции, колку пониско паѓаме по таа скала на емоции, тоа значи дека повеќе ние сме ефект. Тоа значи дека повеќе бараме причина во околината, околината станува причина, а не ние. Се зависи од некој друг. Кога ќе почнат работите да зависат од друг, од околината, од државата, од шефот, од компанијата, све нешто чекаме некој нешто да иницира, па ние да можеме да се впуштиме во акција. Тогаш стануваме ефект. Тогаш губиме контрола врз материјалниот универзум. Умот, тоест ние, ајде така да кажем, иако ние не сме ни умот. Значи, гледате, умот е запис на слики, но ние сме нешто кое што е извор на креација. Ние сме креативна енергија. Нешто кое што е нематеријално, но може да креира убави материјални работи. Значи, нашата идеја, нашата замисла, што е тоа што сакаме да направиме? Сакам да отидам да земам чаша вода. Тоа е мојата идеја. Давам команда на моето тело, идам, ја земам водата, ја пием водата. Гледате, јас сум причина. Имам некоја намера, нешто сакам да постигнам, нешто сакам да искрирам. Се додека имаме таа волност да крираме, се додека имаме волност да искусуваме, се додека имаме волност да се пуштаме во авантура, ние сме над физичкиот универзум. Физичкиот универзум е нешто кое што е поле каде што можеме да ги оствариме нашите креации.
физичкото универзум се состои фактички од 4 работи, кои ќе размислиме. Имаме време во физичкото универзум, имаме материја. Оваа материја е разложена или е композит збиена енергија. Ако оставиме ова дрво во оген ќе добиеме енергија, така топлинска енергија, но фактички ова е една кондензирана, се состои од кондензирана енергија, значи ние имаме енергија, имаме материја, имаме време, исто така имаме простор. Но гледайте колку интересно, просторот ние го правиме. Ако ние не сме изворна точка, просторот се состои од нешто кое што ние го гледаме, но оној кој што треба да го види нештото сме ние. Значи тоа е таа центар на свесност. Ние сме тоа. И кога го гледаме зидот, кога ја гледаме таа слика, тогаш имаме простор. Ако имаме нешто кое што не е волно да види, не можеме да искреираме простор. Колку повеќе сакаме да видиме, колку повеќе работи сакаме да ставиме, колку повеќе, гледате, ако имам идеја дека треба да отидам во Охрид, или треба да отидам во Евгели, или треба да отидам во некој друг град, ставаме таму точки и на тој начин го шириме просторот. Колку повеќе имаме пријатели, идеме кај нив на гости. Замислете една ситуација каде што имате некој човек кој што иде постојано кај своите пријатели, излага, креира, има предавања, има ангажмани, ете простор креира. Имате од друга страна некој човек кој што е постојано дома. Тој човек кој што е постојано дома е под влијание на физичкиот универзум. Тој е повлечен во живот. Човекот кој што креира комуникација, кој што има креации, кој што постојано е креативен и кој што своите креации ги дава на другите луѓе. Ете, ние креираме за околината, ние креираме за другите луѓе, тоа исто нас не прави среќни. Зашто креираме ефект кај околината. Тој човек е причина и тој човек го контролира времето, е контролира материјата, има енергија, има простор. Колку повеќе простор имаме, толку поубаво се чувствуваме со емоциите. Но тој простор ние го креираме. А што е тоа што сакаме да го направиме? Сакаме да искреираме ефект врз некого. Сакаме да искреираме позитивни ефекти. Сакаме да ја направиме сопругата среќна, сакаме да го направиме шефот среќен, сакаме да го направиме тимот подобар, сакаме тимот да биде првак. Сето тоа бара креативност, бара ангажман, бара акција од нас. А сето тоа прави да ние имаме поголем и поголем простор. Замислете таа сцена наспроти некој кој што е затворен дома, е постојано пред телевизор и едноставно нема енергија за ништо да направи. Ете, тој човек веќе прекинал да верува во тоа дека е уметник и дека е магионичар и дека тој е тука за да креира ефект. Исто како што уметникот креира ефект со оваа прекрасна слика на тоа платно. Рековме во една од претходните емисии дека ние сме уметници во нашиот живот и дека нашите ефекти, нашите креации се за нашите пријатели, фамилијата, колективот, едноставно човештвото кое што не обкружува и за кое што постоиме. Така да, тоа за кое што збораме уствари само доверби и сигурност. Ние имаме време, имаме некој простор каде што нашата креативност требаме да изразиме. Да земеме еден пример, сакаме да однесеме некого на вечера. Значи, ќе го лоцираме просторот, кој е тој ресторан во кој што сакаме да направиме таа вечера, кои луѓе треба да бидат поканети, можеби музика сакаме да ангажираме за ефектот да е уште поголем, но тоа е креативност, но таа креативност бара од нас да одредиме кое време ќе се случи тој настан, значи тука е битно времето, но ние го селектираме и одбираме времето. Значи ние велиме тоа ќе биде вторник, ќе биде сабота или ќе биде недела во 8 часот ќе го направам тоа и тоа. Значи сме одбрале времето, сме го одбрале местото. Значи морате луѓе да донесете таму. Значи да им се јавите, едноставно да ги натерате и другите луѓе на акција, да ги лоцирате сите тие луѓе во еден простор. Едноставно да ја искреирате работата која што сакате, да искреирате со прекрасната храна, цвеќињата, музиката и така натаму. Веќе тука почнуваме да го контролираме ние физичкиот универзум. Во спротивно, ако не сме високо со емоциите, ако не сме така креативни, тогаш го имаме целото време на овој свет, но за џабе ние. Поради тоа што немаме енергија, ние да креираме. А таа енергија за креација зависи од нас. Треба ние да се креираме, да се натераме, да станеме креативни, да сакаме да искреираме некаков ефект. Било каков е, нека е за почеток. И за сите тие кои што можеби немаат енергија и се чувствуваат малку потиштено, ниско со емоциите, почнете да креирате било што, било каков мал ефект, да го направите подобро од колку да не направите никаков ефект. Натерете се на акција, самото тоа предизвикува мотивација
кај вас да правите и други поголеми работи. Така да тоа е начинот зашто умот и ние се наоѓаме над материјата, поради тоа што прво треба одлука, што е тоа што сакаме да го искреираме и на некој начин да ги подредиме сите останати фактори околу нас да бидат дел од таа креативност. Направивме кратка пауза и тука продолжуваме понатаму со откриени тајни. Во првиот дел зборувавме за тоа каква моќ има умот над материјата, а сега ќе позборуваме во вториот дел за тоа како да го контролираме времето. Жако тука започнуваме со разговорот за времето и секако бараме од вас одговори како можеме да добиеме повеќе време, затоа што сите имаме 24 часа во текот на еден ден, но не често ни е доволно или пак барем ние велиме дека немаме време. Ќе кажам неколку фактори кои што се поврзани со времето во оваа емисија. Веќе една кажав, а тоа е дека креативноста само по себе го контролира времето, поради тоа што кога луѓето се причини, кога луѓето се активни, кога се постојано во креации, креативни, тогаш времето им служи на нив. Едноставно, материјата ни служи на нас, креираме енергија, просторот ни служи. Не му служиме ние на просторот, тој ни служи нас кога сме креативни, поради тоа што ние заповедаме каде ќе се најдеме, ние, други луѓе и така натаму. Но сега сакам да објаснам нешто кое што е интересно, од кое што се состои од секоја акција се состои од 3 чекори. Имаме почеток, промена и крај. Се нешто кое што го започнуваме, како што и оваа емисија, впрочем, почна пред едно 20 на минути, продолжува, веројатно ше 15 на минути, на крај ќе завршиме со одјавата на оваа емисија. Значи имаме почеток, промена и крај на емисијата. Имаме почеток, промена и крај на денот. Ке станеме наутро, па има промена во текот на денот и на крај си легнуваме. Лете, се во овој универзум, се она што го правиме има свој почеток, има промена и крај. Но во нашиот живот често пати се слушува да почнеме некои работи и не ги завршиме. Колку пати знаеме да оставиме работи недовршени во нашиот живот. Сме почнале едно нешто, не сме го завршили. Може би е факултетот, може би е, не знам, имаме незавршено, не сме ги платиле сметките. Може би имаме нешто кое што сме почнале да го креираме, сме го ставиле до пола. Сме почнале по дома да средуваме, ама не е дочистено до крај. Тие незавршени работи остануваат во нашиот ум и крадат дел од нашето внимание. Нашето внимание почнува да останува на тие работи кои што ги почнуваме, кои што не ги завршуваме. Ке дојдете дома и некој ќе ве повика на кафе или сака да ве повика на кино или сака да дојдете на театар и ќе му кажете немам време. Е тоа кога некој нема време, значи дека има многу работи почнато незавршено. Затоа што кога ќе почнеме да ги завршуваме работите кои што сме ги почнале. И обично сакам да им кажам на луѓето кои што се на моите предавања на гледачите, едноставно се направи еден список на работи кои што не сме ги завршиле. Список на работи кои што треба да ги затвориме, да ги завршиме, да ги комплетираме како такви. Во моментот кога ќе почнеме да завршуваме една по една работа, тогаш почнува да ни се ослободува време. Не дека ние немаме време, него едноставно не можеме да се клонираме и да бидеме на 100 работи кога нашиот ум, ние самите сме насочени со мислите на нешто кое што веќе сме го почнале и не сме го завршиле. Тоа е природен циклус, тоа е нешто кое што има почеток и крај во овој универзум. Така да сите работи кои што ги почнуваме, и има и убава поговорка во нашиот народ, затоа што има толку многу мудрости во сите овие изреки, поговорки, дека мора се затвори една врата за да се отвори наредната, и тоа е вистина. Поради тоа што ние спречуваме да дојдат убави работи и нови моменти, шансите фактички не ги гледаме. Шансите се пред нас. Животот е пред нас. Но ако имаме внимание заглавено на незатворените, незавршените работи кои што сме ги почнале, тогаш едноставно не сме ние отворени за нешто ново да ни дојде, а самото тоа велиме дека немаме време. Така да кога некој ќе не покани или ќе поканите некој и тој ќе ви каже нема време, значи дека едноставно пак ќе кажам, или значи дека некојаш земаме премногу работи од тоа што времето ни налага дека можеме да постигнеме, и некојаш едноставно знаеме да бидеме некојаш и така да ги одолговлечуваме работите и да не ги завршуваме. Затоа зборевме во една од претходните емисии дека животот е игра и човекот сака да
има игри и мислиме дека некојаш кога ќе ги завршиме сите тие игри дека нема да имаме нови игри, но напротив, треба да ги завршиме веќе почнате тие игри за да можеме да се фокусираме на нови игри, а тоа и само по себе ќе ни даде време. Така да време за нови работи ќе имаме кога ќе почнеме да ги завршуваме и затвараме старите циклуси на акција кои што веќе сме ги започнали. И тонската скала секако дека и во рамки на денешната емисија мораме да ја споменеме, па може да ни кажете како всушност тонската скала е поврзана со времето? Многу е поврзана тонската скала, ајде уште еднаш да објасниме, ако сум сигурен дека сем овие нови гледачи кои што ни се приклучуваат во оваа емисија, нема друг гледач кој што не знае за тонската скала, мислам дека више експерти стануваат за неа, значи имаме едни жолти тонови кои што се позитивни, фактички тоа се тоновите кај што преовладува таа свесност, таа позитивна енергија, таа креативност, жолтите тонови се креативни. Па после тоа имаме црвените тонови, плавите тонови, тука се понегативните емоции како што се антагонизам, лутина, огорченост, страв, скриено непријателство, тага, апатија. Луѓето тука се ефект. Луѓето кога се во овие тонови стануваат ефект. Гледате, кога сме лути на некого, ние сме ефект на тоа. Значи некој предизвикал некаква реакција кај нас. Почнуваме да стануваме во страв. Значи нешто предизвикува реакција кај нас која што не прави да се чувствуваме како ефект. Не сме креативни во тој момент. И кога сме исплашени, и кога сме лути, и кога сме во тага, и кога сме во апатија, едноставно немаме енергија за креација. Хронично луѓето може да паѓаат по оваа скала на емоции, едноставно на почетокот на животот се луѓето во жолтите тонови имаат енергија, ентузијазам. Зборевме дека траумите, болките, негативните искуства кои што се таложат кај нас крадат дел од нашата животна сила. И едноставно се спуштаме хронично како животот тече по оваа скала на емоции и тогаш почнуваме да немаме креативност. Тогаш нашата енергија за креација паѓа и тогаш почнуваме да велиме дека се околу нас е причина, ние сме ефект, државата, поради тоа и тоа не можеме да успееме, поради таткото не можеме, поради мајката, поради сопругата. Сите ни се криви зашто не можеме да успееме. Факт е дека емоциите, паднатите емоции, негативните емоции е тоа кој што не ни дава да бидеме креативни и да креираме, поради тоа што, како што кажав на почетокот, таа негативна потсвест не спречува да станеме креативни за да не се деси наредна загуба. Има начин како човекот може да се крене по оваа скала на емоции. Ако ги разгледаме, времето не е дека нас ни треба време за да имаме акција. Ние кога сме креативни и кога сме високо со емоциите, не да мислиме на дали имаме време или не, едноставно се впуштаме во акција. Колку повеќе мислиме, помалку време имаме. Изборевме за тоа. Нели зборевме за премногу мислење. Не треба премногу да мислиме. Кога сме сигурни, кога сме креативни, кога сме високо со емоциите, едноставно знаеме и делуваме. Не мора да премислуваме по 100 пати за едното исто. Но како паѓаме по емоциите, почнуваме премногу да мислиме, па да мислиме уште еднаш, стануваме загрижени за работите што ќе се случат, ако тргнеме во акција, па каков ефект ќе искрираме, па што тоа ќе значи, па какви последици, премногу почнуваме да се обседнуваме со последиците на тоа што сакаме да го направиме. Колку сме повеќе повисоко по скалата на емоции, едноставно тргаме, знаеме дека ќе искрираме убав ефект, знаеме дека работите ќе ги искрираме позитивно и се чувствуваме убаво и тогаш имаме време. Тогаш не ни мислиме за времето, не ни мислиме колку е саат. Колку повеќе правиме, колку повеќе сме во акција, колку повеќе сме креативни, толку повеќе време имаме. Времето е исто, но човекот високо на тонската скала во истиот ден може да заврши толку многу работа. Бил на 100 станоци, направил прекрасни креативни работи, завршува денот и да помисли, па ништо не сработив денеска. Имате човек кој што е пониско по тонската скала, цел ден ќе помине у мислење, у спремање, у што е тоа што треба да го направам денеска, како ќе го направам, и на крај ќе се изморите од мислењето што треба да направиме, како да го направиме и така натаму, и на крајот на денот, иако ништо не сме направиле, стануваме изморени, а мислиме дека немаме време. Но тоа е поради тоа што паѓаме по скалата на емоции, поради тоа што сме исплашени, што е тоа што ќе се деси како резултат на нашата креативност и акциите, тогаш почнуваме да не бидеме креативни и поради тоа и на некој начин немаме време. Иако целиот ден поминува, ние ништо не правиме, а пак мислиме дека немаме време. Високо по тонската скала човекот воопшто не мисли на времето, туку го креира. Како го креира? Поради тоа што знае што сака да направи, има цел, замислува, тоа е тоа што го зборев во почетокот на оваа емисија, се впушта во акција и го користи времето и времето работи за него, за да работите и својата креативност се материализира во физичкиот универзум.
Најчесто, Жарко, кога сакаме да го испланираме нашето време, го организираме на најразличен начини. Модерно е тоа да имаме планери, од толку до толку часот ќе го завршам тоа, од толку до толку часот ќе го завршам тоа, но дали е успехот во тоа да се добро организира времето или пак она што го работиме да има за нас навистина голема цел и значење? Точно е, значи имаме денеска многу модерно се до тоа да се организира времето, начинот како да се организира времето, но она што е побитно од организација на времето е зошто го организираме времето. Ако немаме цел, каде тргаме и зашто постоиме, што е тоа што сакаме да го постигнеме, безпредметен е предметот на организација на време. Че времето го организираме за да постигнеме некоја цел, така да целта е толку многу побитна да ја најдеме отколку да се организираме. Имате некој човек кој што е одлучен во организирање, но ако нема зашто се организира, станува безпредметна таа организација. Така да дефинитивно и двете работи се битни, но целта го организираме времето за да имаме повеќе време да се вложиме и да ги надминеме препреките за реализирање на целта. Целта е побитна од било каква организација. Секако дека е многу битно да се организира времето, баш поради тоа што често пати знаеме да залутаме во правци кои што воопшто не се поврзани со целта. Значи, она што ни е битно е да стигнеме до целта, за тоа и организирање на времето, за тоа и целиот менеджмент во организациите. Кога имаме менеджмент е за да се постигне некоја цел, со вработените, со времето, со сите тие ресурси кои што ги имаме за да можеме да ги искористиме за да дојдеме до целта. Времето исто така е нешто кое што ни служи, кое што треба да го искористиме, или го имаме или ќе го немаме. Ако се организираме како што треба, ќе го имаме тоа време, ама го организираме точно за целта. Така да не можете да организирате време за нешто кое што е надвор од вашата цел. Така да целта е толку многу битна, исто како што зборевме дека целта е дури побитна од слободата. Многу сакаме да сме слободни, секогаш сакаме слобода, сакаме слобода, но таа слобода, а тука спаѓа и времето, ни е битна за да можеме да постигнеме цел. Ние имаме слобода и сакаме да сме слободни за да постигнеме некоја цел. Воколку имаме само слобода, а немаме цел, едноставно се фаќаме дека го имаме целото време на овој свет, но исто како и да го немаме. Поради тоа што ако немаме цел, целата таа слобода на предмети, на материи, на време, ние за џабе воколку не ги искористиме тие работи за да постигнеме нешто, затоа што целта е таа која што му дава значење и вредност на животот. Исто како што и слободата е битна за да ги постигнеме целите, така и организирањето и менеджирањето на времето е битно само заради една причина, тоа е да се постигнат целите во животот. Последното прашање, Жарко, би го посветиле на љубовта. Кога човекот е полн со љубов и кога сака некои работи, многу полесно се инспирира и е доста креативен. Па можеме ли да кажеме дека всушност љубовта креира повеќе време во рамки на нашиот живот? Апсолутно, за се она што го сакаме имаме време. Секогаш е така. Сакаме да играме фудбал или сакаме да играме тенис, наоѓаме време за тоа што го сакаме. Зашто? Затоа што тука немаме оправдание. Е нешто кое што сме сигурни, е нешто кое што знаеме дека сакаме да го направиме. Фактички љубовта е толку буди креативност во нас. Љубовта е надворешен фактор на инспирација кој што ги буди тие позитивни емоции, тој интензитет на среќа кој што почнуваме да го насочуваме во дадена насока, без разлика дали е спорт, без разлика дали е некој човек, без разлика што и да е. Се она што го сакаме, наоѓаме време. Сакаме да пиеме кафе, ќе најдеме време за кафе. Сакаме да гледаме телевизија или да сме, не знам, на Facebook, ќе го направиме тоа. Се она кое што го сакаме да го правиме, ние наоѓаме време да го правиме. Така да, но има некои работи кои што се потешки во животот да се соочат да се направат, за кои што е потребна повеќе храброст. И повторно ќе кажам, колку поголеми цели ставаме, тоа значи дека имаме поголеми ризици од неуспех, но и толку поголемо задоволство на крајот од постигнатото нешто ќе добиеме и толку повеќе среќа ќе имаме. Така да, едноставно не треба се задоволиме само со мали работи, треба да почнеме да креираме големи работи, работи за кои што знаеме дека сме сакале да ги постигнеме, во кои што има ризик, но ако нема ризик, нема и храброст, така да мораме да бидеме храбри, треба да тргнеме да чекориме понатаму, а љубовта е дефинитивно инспирација за да постигнеме нешто. Луѓето кои што ги сакаме, луѓето за кои што сакаме да креираме, се инспирација за да можеме да ги надминеме сите тие препреки и во спротивно во колку можеби ги немала таа љубов, не би биле мотивирани да ги надминеме тие препреки за да стигнеме до целта. Така да можеме да најдеме толку многу работи во околината кои што ги сакаме, за кои што ќе креираме. Можеме да најдеме луѓе за кои што ќе креираме.
можеме да најдеме причина зашто ќе креираме. Љубовта е причина зашто нештото го правиме. Затоа што сакаме да направиме некаков убав ефект, некаква креативност за оние кои што ни се битни. Така да љубовта дефинитивно е нешто кое што прави да имаме време, поради тоа што љубовта не прави креативни, ни инспирира и ни дава сила да можеме да ги надминеме препреките, да го реализираме она што сакаме да го направиме и ефектот кој што сме сакале да го постигнеме. Жарко, јас ви благодарам за денешниот разговор во рамки на емисијата Откриени тајни, што ете на вистина еден убав начин. Се надевам го задржавме вниманието и времето на гледачите пред ТВ екраните на телевизија 24, се со цел да им дадеме интересни и убави одговори за тоа како да стигнат до поголем успех и на поубав начин да го контролираат времето. Ти благодарам, Сања, благодарам за нашите гледачи и ако сакате да стапите во комуникација со мене за било што, секако дека можете преку социјалните мрежи. Се надевам дека во оваа емисија ви инспириравме на поголема креација и на тој начин на креирање на поголема количина на време. Имајте убав ден. Драги гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што ја следевте и денешната Откриени тајни. Доколку сакате повторно да го погледнете овој разговор и да ги извлечете заклучоците од денешната тема, тоа може да го сторите на социјалните мрежи. Како на Facebook и веб страната на телевизија 24, така може да ја посетите и Facebook страната на нашиот редовен соговорник, доктор Жарко Костич. Јас овдека ви се заблагодарувам и ви посакувам пријатен и убав ден. Се гледаме следната сабота повторно во 11 часот.